Добар ден и добро дојдовте на мојот YouTube канал. Во денешното видео ќе обработуваме една многу интересна духовна тема, која што сметам дека е многу важна за секој. Веќе сум допрала некои точки претходно во претходните видеа, меѓутоа овој пат се продлабочуваме малку на мисијата на душата низ ова земско патување и ќе се задржам на три главни точки: како всушност ние доаѓаме на земјата, која е целата замисла идеја. Понатаму под втора точка ќе се задржам на тоа што всушност Бог сака од нас на ова земско патување, која била првичната негова замисла за нашиот живот воопшто од кога постои човекот, и под три, како всушност ние со нашиот начин на живење се оддалечуваме од Бога. Така што останете со мене, ова ќе биде едно многу важно видео за секој од вас. Што значи нашата душа за да дојде во едно материјално тело, значи мојата душа за да дојде во ова тело кое што сум јас денеска како Ведрана, јас морам првично да имам желба да дојдам на ова земско патување. Фактот што се на оваа планета Земја почнува од раѓање и до умирање, значи без разлика дали е тоа растение, животно или човек, има некаков старт, почеток и еден ден крај. Што значи дека овој живот, иако нас не изгледа конечен и краен, со тоа што еден ден ќе дојдеме до старост, или ако имаме таа среќа и да едноставно го напуштиме овој живот, меѓутоа која е суштината ако ние на некој начин доаѓаме, живееме некаков си живот, можеби некој ќе успее, некој нема да успее, некој ќе добие по-добри карти, некој полоши карти и на крај сите одиме на едно место. Тогаш која е смислата, суштината на животот воопшто да дојдеме да се инкарнираме во едно материјално тело? И она што е најглавно прашање кое што верувам дека секој од вас се прашува, зошто еден добива поубава судбина, а друг полоша судбина? Зошто еден се раѓа во околности во кои што може многу лесно да напредува или да добие родители и општество во кое што ќе има многу можности, кои што ќе му ги развиваат талентите и каде што со тие таленти ќе може да ја развива својата личност и да направи нешто од својот живот, а некој ќе се роди да речеме во некое село во кое што нема многу можности, а и нема многу капацитети да се напредува во животот. Токму за тоа ќе се задржам во првата точка и кога сме веќе кај неа, јас тука имам нацртана една цела шема, која што се надевам дека вие од другата страна ќе можете убаво да ја видите. Ќе се потрудам да биде тоа, мислам дека ќе се гледа. Значи, тука нацртав една шема во која што јас на еден многу прост начин објаснувам како еден човек, една душа одбира да се спушти на земјата. Значи, ние како души постојано си одиме и доаѓаме од причина што ние сме тука единствено заради растот на нашата душа, а тоа се надоврзува и на ова што претходно го кажа, односно дека ние заради тоа ниво на свесност, тој развој кој што сме го достигнале, можеби од претходните животи, всушност поради тој развој или недоразвиеност, ние всушност одбираме и имаме желба да се вратиме на земјата. Но како се случува сето тоа? Ние на космичко ниво сме создадени од сите планети и созвездија и космичка прашина која што постои во овој универзум. Значи, нашата душа надвор од ова материјално тело, таа се вивнува во духовниот свет. Значи, постои нешто што за нас луѓето е рационално, интелектуално необјаснливо и несфатливо, и затоа науката целиот, значи во сите векови пробала да се докажува и да се бори со, да кажеме, оние луѓе кои што ја застапувале оваа теза на постоењето на духовноста, меѓутоа науката никогаш не прифати дека нешто такво постои, иако многу истражувачи кои што верувале ги допреле некои нешта, меѓутоа материјално со духовно едноставно не може никогаш да се, секогаш е споено и секогаш е взаемно, но никогаш не може да се реално докаже. Тоа може само душевно да се искуси и колку што личноста ќе се подигне на едно повисоко ниво на развој, на духовен развој, таа едноставно ќе добие перцепција, увид
дека едноставно духовниот свет постои и тоа е взамен со материјалниот свет и она што постои во материјата. Што значи, за да може тој наш духовен аспект на душата да дојде и да се развива во ова земско патување, таа мора да одбере родители, околности, некаква судбина, некакви околности во кои што ќе може да ја исполни на ниво на душа мисијата, но и духовниот развој за кој што е дојдена. Тоа не мора да значи нешто вау. Значи тоа едноставно може да биде еден просечен едноставен живот со милиони едно искуство, како што ние го сведочиме во денешниот општествен живот. Значи да индивидуат има некакво детство, има некакви лоши судбински текови, позитивни судбински текови, ја се оформува, значи се раѓа на одредено место, доаѓа до одреден степен на, не знам, образование, средно, факултет, наоѓа маж или жена, се жени, се мажи, добива деца и така натаму и така натаму. Значи цела една приказна типична за еден просечен човек. Значи тоа може да биде за нејзиниот или неговиот духовен развој сосема идеален пат за нејзиниот развој во овој земски живот. За други души тоа може да не биде така. Например, некои души доаѓаат да искусат поинакви искуства. Некој може би целосно животот ќе го посвети на истражувачка работа во наука, кој што ќе допринесе големи, не знам, размери на свест за одредени аспекти, како што во денешно време сведочиме огромен напредок во АИ. Значи, во вештачка интелигенција, значи тоа се некои души кои што доаѓаат можеби да е напредната еволуцијата на човештвото во материјален аспект. Меѓутоа, она што кај нас како човештво стагнира, тоа е духовниот развој. Значи, ние напредуваме во материја, а назадуваме во духовност. И тоа е многу лошо, затоа што кога назадуваме во духовност, фактички ние се стремиме повеќе кон материјализам, а што доведува до тоа да ние едноставно го губиме духовното во себе и заради таа материја која што почнува да не води на некој начин, стануваме поалчни, посебични, поотуѓени од себе, поотуѓени од другите и се случува ова што се случува денес. Но нема да се задржуваме ние на тоа. Ајде, сега во кратки црти јас ќе објаснам тука како душата, нашата душа одбира да се роди во одредени околности за растот на нејзината душа. Значи, за да можеме ние да од таа космичка духовна димензија да се материјализираме во едно бебенце, ние мораме да направиме духовен договор. Значи, да одбереме кои се идеалните можности за нашата душа, за да ги ја искусиме и да ја отплатиме нашата карма, а најчесто се враќаме, кажав и во претходното видео, дека најчесто доаѓаме и скоро и целиот живот отплаќаме карма, затоа што ние реално сме повеќе од 2000 години на земјата и имаме многу искуства, искусени. Замислете ако во еден човечки живот, да кажеме од 80 години, колку нешто може да се направат штета на другите луѓе. Замисли тоа ако бидат 100 животи, например, во овие 2000 години, значи тоа ни кажува дека ние си отплаќаме карма од претходни животи и тоа се чисти. Значи тоа е само на некој начин урамнотежување на нашата душа со другите души. На тој начин да го гледаме. Значи за да можеме да ги и да отплатиме таа карма и за да имаме развој на сопствената душа и за да ги добиеме неопходните искуства кои што ќе ни ја еволуираат душата и кои што ќе ни ја разбудат свеста на некој начин, ние одбираме соодветни околности. Значи ги бираме мајка и татко, значи бираме соодветни родители кои што се соодветни за нашиот духовен развој, без разлика какви да се тие, дали не тепале, дали не карале, дали не напуштиле, дали се дрогирале, било што и да е, значи ние ги бираме врз основа на нашата карма и на нашите болни искуства кои што ни се неопходни за нашата душа, бидејќи нашата душа најмногу се воздигнува духовно кога страда. Прифатиле ова или не, тоа е вистина. И на некој начин ги бираме околностите, бидејќи мама и тато се во некои околности, отплаќаме карма, со нив можеби не со нив, можеби во некои околности сме каде што се случувале некои лоши работи и така натаму. Доаѓаме со лична мисија и пат,
некаде најчесто тоа не го знаат многу од луѓето, меѓутоа најлошите искуства, најбедните искуства кои што ги добиваме ние на некој начин во рамките на родителството, детството, младоста и она што најтешко ќе го како тежина ќе го восприемаме на нашата душа, всушност тоа е најголемата мисија за која што доаѓаме на земјата. Например, ако сме имале лошо детство, не знам, не тепале, не малтретирале или сме имале татко алкохоличар, еве, или мајка, значи ние можеби ќе студираме еден ден медицина, пример. И со тоа што ние имаме искуства со татко алкохоличар или мајка наркоманка, значи ние имаме на некој начин реални животни искуства со кои што можеме на пример да им помогнеме на другите луѓе или ако работиме психологија. Значи тоа се животни искуства, значи кармички животни искуства кои што се тежина на душата, но од друга страна се можност душата да ја оствари својата мисија низ тоа што го искусила во текот на минатото и младоста. Значи тоа е тој аспект, нема да се задржувам јас сега на ситници. Важно е да сватите дека се оно што е најтешко во човекот, како минато, како бреме, како тежина, како судбина, е всушност неговата, ако успее да отиде над тоа и да се воздигне духовно, тој ќе успее на некој начин како фениксот да се издигне од пепелта и да го пренесе тоа во еден многу позитивен бенефит и исход, за да придонесе за подобрување на општата состојба во човештвото и на тој начин ако придонесува за општествено добро, тој на тој начин ја чисти сопствената карма дополнително. Бидејќи највеќе се чисти сопствената карма кога служиме на другите. Понатаму, значи треба духовно да се прочисти, тоа го кажав пред малку, и реализирање како личност во поле во кое што сме ние среќни и исполнети. Значи еве генерално ова е целата слика. Јас ја направив во смисла доаѓаме од космос, значи доаѓаме, искусуваме детство, младост, старост, смрт. Која е целта? Значи имаме или брачен живот, или кариера во тој аспект. Значи ние бираме како ќе го водиме, нашата душа бира како ќе го води животот, што ја исполнува најмногу. Меѓутоа секогаш ќе се задржам на кратко за ова, дека кога бираме кариера или брачен живот, тие одлуки не се прават премногу млади бидејќи кога сме премногу млади, ние имаме тенденција љубовта да ја ставаме пред се. Кога ние сме позрели, кога оставаме да кажеме првиот Сатурнов круг, бидејќи Сатурн првите 29 години не учи на многу животни лекции, најмногу ја чистиме тогаш кармата. Ние фактички со Сатурн на некој начин доаѓаме до суштината и сршта на сопствената душа, да видиме што всушност ние навистина сакаме во животот. Дали навистина сакаме брачен живот или кариера или мисија или двете на некој начин да ги збалансираме, значи зависно е кој секоја душа. Меѓутоа она што најмногу луѓето го грешат, поготово на Балканов, е тоа што премногу брзо влегуваат во односи и некако емотивната страна која што кај многу од луѓето е на некој начин ранлива, прави лесно да се влегува во љубовни односи и лесно да се заглавува во кармички односи во кои што потоа многу луѓе страдаат. Но нема да се задржувам на таа тема, за љубовните партнерски односи ќе зборам во некое друго видео. Поентата е дека, значи, ние доаѓаме на земјата со одредена мисија. Не сме туку така паднати од Марс, што би рекле ние народски, туку сме на некој начин со одреден наш животен пат и судбина, се со една цел, да се прочистиме духовно, кармички и да ја воздигнеме нашата личност, душа, свест на повисоко ниво. Сега во втората точка, како всушност Бог го замислил воопшто нашиот живот на земјата. Значи, еве, генерално добивме една слика за тоа како е замислен животот, меѓутоа, како Бог воопшто го замислил животот за нас. Генерално, ова е патот кој што го опишав, е генералната замисла на Бога, меѓутоа, најчесто,
поради тоа што се оддалечуваме, знаете, доаѓа општество, образование, работа, систем, и ние влегуваме во една општествена сфера во која што целосно се го губиме контактот со суштината на нашата душа. Бог замислил сето тоа што ние го правиме денеска да го правиме, бидејќи треба да работиме, треба да ги развиваме талентите, треба да правиме нешто во животот. Не можеме да бидеме како едно растение. И тоа растение на некој начин прави нешто во секојдневието за да донесе еден ден плодови. Меѓутоа, општеството и човекот наметнал општествен систем, систематизира начин на живење кој што го оддалечува од душата. Тоа значи воведен е 8-9 часовен работен систем каде што се работи за материјалисти најчесто. Или без разлика која да е таа област. Значи, некако луѓето се извитоперија во стилот на живот и се она што требаше да биде балансирано и нормално стана преинтензивно и пренатрупано. Во смисла на тоа дека премногу се одава на работа. Премногу се бара работа од него, работи за луѓе кои што го експлоатираат, работи во работа која што не е среќен. Па и да работи во образование. Премногу деца, премногу немирни деца, премногу запуштени деца кои што немаат никаква култура. Од друга страна, наставниците не се вложува во квалитетно образование, немаш ни време кога да го на некој начин да го вметнеш во себе тоа квалитетно образование затоа што си растргнат на 100 страни од системот. Од трета страна медицината, луѓето едноставно се изгубија во здравиот начин, стил на живот и се испоразболеа. Овие во медицината не можат да кренат глава од болни луѓе. Значи, не можат ни да им помогнат на некој начин, се лечат само последиците. И тоа оди во еден недоглед, што едноставно се доаѓа до хаос. И кога има хаос, не можеме да го најдеме ние балансот и мирот во никоја област реално, затоа што на некој начин сме притиснати од сите страни. Сега, кога би го погледнале малку животот од една друга перспектива, односно од тоа како Бог го замислил животот на земјата и како треба да биде правилно и нормално и здраво, тогаш ќе сватиме некои нешта дека се навистина изместени од колосек, од причина што човекот прво не бил никогаш замислен да живее и работи против себе и на сила. А тоа значи дека Бог промислил некои правила и за неговата работа. Значи, да работи работа за она за кое што е дојден со своите таленти и способности. Значи, да работи умерено, независно, со одмор, значи да не дозволува да биде експлоатиран од материјалисти. Понатаму, Бог замислил човекот можеби да има образование, да се образува, значи мора човекот да инволвира во себе знаење за да ја разбуди таа свесност, да инвестира во себе, значи да твори за она кое што е дојден, па со тоа што ќе инвестира во себе знаење и што ќе твори, ќе на некој начин ја разбуди свеста кај другите во својата област, за кој да е тоа. Например, ако учи и работи медицина, човекот не треба само да ги лекува последиците на заболените поединци, туку реално треба да принесува и јавно да се буди свеста за погрешниот начин на живење, да дава насоки, методи за природно лекување на сите симптоми, навремено да се препозна, Значи, треба да се работи на тој аспект да се буди човекот за вистинскиот духовен начин на живење и реално практичен во секојдневието. Понатаму да биде во непосреден контакт со природата. Ние го изгубивме тоа. Значи, со живиот свет, бидејќи човекот не може без природата. А за жал, денеска се повеќе се градат згради и се живее начин на живот кој што е оддалечен од природата. И на некој начин му се одзима тоа вистинско душевно право и потреба на човекот да биде во контакт со природата. Понатаму, Бог замислил човекот да има здрави социјални односи. Значи, потпрени врз вистински вредности, не ова што го гледаме ние по ресторани и по социјални мрежи луѓето што се постојано. Понатаму да живее еден едноставен живот обременат со вистински вредности, значи да има секојдневие кое што ќе биде исполнето, кое што ќе живее реално во сегашниот момент, а не
да биде буквално постојано во идниот момент или во главата. Значи, тој момент се изгуби. Понатаму Бог замислил за нас луѓето да се користи со едноставни ресурси, предмети, потреби, значи да не ја шири таа алчна потреба да се шири од машини, од предмети, алатки, прибори, нешто што денеска ни е многу вешто наметнато, дека ако немаш нешто не си ништо во овој 21 век, и некако као тој наметнат цивилизиран живот те тера да едноставно одиш кон се повеќе машини и нешта кои што практично ќе ти го може би олеснат животот, меѓутоа се изгуби сето она што всушност реално ние како луѓе треба практично да го живееме, значи да ги користиме нашите сетила, раце, допир, храна, да сечеме, значи да миеме садови сами, да едноставно косиме трева и такви некои мали ситници кои што реално ни се потребни за нашето физичко здравје, за нашата присутност во приватниот дом. Она што ние го користиме како брз начин на живење, во смисла на се да можам да упростам и кафето да можам со едно копче да си го направам, на некој начин не заглупува, значи не оттуѓува од реалните најсуштински моменти од нашиот живот, кои што всушност треба да бидат направени со многу љубов. Понатаму Бог замислил на човекот приоритет да му биде ширењето на знаењето, значи тој во Библијата е кажано. Значи шири го знаењето, шири го разумот, шири ја свеста. Немој да бидеш глупав, неук човек. Значи колку што луѓето се понеуки, толку повеќе итаат кон злото. Кога ти вложуваш, кога ја будиш свеста, кога стекнуваш самосвест за некој нешто, едноставно нештата ти се менуваат. Предпазлив си, внимаваш каде влегуваш, внимаваш со кој седиш, внимаваш што правиш, бидејќи злото секогаш постоело и секогаш ќе постои. Човекот кој што е неук го бира. Човекот кој што чита Библија, молитви, христијанство, значи нешто што му буди перцепција дека таму не смеам да одам, на некој начин тој природно се прибира од места и ситуации кои што му носат некакво зло или деградирање во неговиот живот или страдање на крај крајава. Понатаму Бог замислил човекот да има партнерка и партнер до себе. Меѓутоа ние денеска сведочиме толку разводи затоа што едноставно луѓето скршнале од суштината на духовното живење, од суштината на она што Бог го замислил за нас, да живееме многу поедноставно, попродуховено, со поголема љубов, свест за другиот, со едни поинакви вредности и секојдневие, кое што на некој начин ќе направи еден баланс од сите сфери и ќе може и мажот и жената да биде нефрустриран. Кога човекот не е фрустриран, има можност да емотивно да биде смирен и да биде разбирлив за другата страна. Значи да најдеме некој заеднички јазик, комуникација, баланс. Меѓутоа, кога има преживувачки инстинкти, кога луѓето како што денеска сведочиме се на 100 страни, тие се на ниво на его. Кога си на ниво на его, ти одиш, гледаш да си го заштитиш егото и гледаш ти пред другиот да бидеш чист и не те интересира другиот, туку едноставно луѓето се градат гардови, градат штитови кои што едноставно и маски кои што ги учат или ќе живееме според некаква структура и ќе се научиме да живееме според шаблонизиран начин на живење, или нема да можеме да го издржиме тоа и ќе се разделиме. Така што генерално во овие сите точки кои што ги набројав, што е целта? Бог замислил еден многу поедноставен начин на живење и многу да се негуваат тие вистински здрави вредности на љубов, емпатија, поддршка, да се знае мажот дека е тука да биде со љубов, со поддршка, со разбирање и да има желба за раст, меѓутоа истото и жената. Жената има таа женственост, нежност, емпатија, сензуалност, сексуалност, и двајцата ги имаат, значи заводливост, топлина, присутност и поддршка, меѓутоа таа не може да се задоволи само со домот и со децата, и таа мора да напредува.
Кога имаме симбиоза од две машка и женска страна која што го прави тоа взаемно и духовно, и интелектуално, и емотивно, и физички постои привлечност која што се воздигнува и се продлабочува, како што се продлабочува и духовноста кај еден човек, така и кај еден брак. Меѓутоа, тоа се ретки, тоа е дури реално невозможно во овој денешен начин на живење. Возможен е само за оние кои што одбрале да се отргнат од општествениот крут стил на живење и на некој начин се одлучиле да прекосат на овој систем и да останат поврзани со духовното и со божественото. Сега, кога сме кај тоа, како да останеме во тоа духовно, божествено сами со себе, јас еден совет ќе дадам на секој. Не би треба систем за да преживеете. Луѓето порано немале систем па преживувале. Луѓето биле едноставно слободни, стравувале можеби од други некои нешта. Меѓутоа денеска е наметнат еден систематизиран начин на живење кој што создава страв кај човекот. Кога човекот живее во страв, тој не може да биде слободен, а најмалку да ја слушнува својата душа. За да може да се допре и да живее еден подуховен начин на живот, значи јас сум сведок, има луѓе кои што го допреле тоа во денешниот свет, дури без разлика каков и да е. Значи постои можност, но треба да бидеш многу храбар, да негуваш секојдневна вера дека можеш, дека развиваш свои таленти, правиш нешто можеби свое со своите сопствени раце, одиш со вера, одиш можеби во своја некоја сфера каде што ќе твориш или ќе создадеш нешто свое, ќе направиш нешто од својот живот со вера, дека ќе ти биде платено, дека ќе имаш сметки, ќе имаш пари сметките да си ги платиш на крајот, дека се ќе биде добро, дека се ќе се среди, ама ти си не зависиш од систем. Ти си со себе и со Бог. И со оттргнат од сите луѓе кои што те влечат надале. Со овој стил и пристап на живење и чекорење, значи развојот на талентите е неопходен. Јас не можам да ви кажам совет и значи начин на живење кој што е лесен. Тоа не постои, бидејќи ние сме дојдени да се развиваме низ таа пат, низ таа макотрпна работа. Но патот до главната дестинација нема да биде лесен и трнлив ќе биде, но со вера кон Бога се постигнува. Тој дава сила, тој дава поддршка, тој дава увиди, насоки, знаци, понекогаш ќе ти ги затвори вратите, понекогаш ќе ти донесе луѓе. Значи, различен е стилот на Бог кога сака да ве однесе кон она што е ваша желба, а да бидете дисконектирани од систематизираниот крут живот во кој што постои, очигледно постои многу негативна енергија и многу несреќни души. И мислам дека затоа и како човештво се почнуваат луѓето да се будат, па еве и многу се докажаа некои нешта од индивидуалци како нас, што не влегува во системот, па преживеавме, дека има начин, дека не мора да е системот. На крај системот ќе се растори еден ден. Бидејќи реално тоа е на некој начин начин на живење кој што го истоштува човекот. Не му носи никаков духовен бенефит. И за крај ќе дадам неколку точки кои што ќе ви доближа до тоа кога вие се оддалечувате од Бога. Под еден би го ставила, кажав како доаѓаме на земјата. Значи, нашата душа ние свесно сме одбрале, сме имале желба да дојдеме да ги искусиме сите неопходни искуства за да растеме. Кога ние даваме отпор на негативните искуства, ние се стагнираме, се буткаме и влегуваме во една зона, каде што или имаме самоубиствени мисли, што ми е животот, или имаме улога на жртва, влегување во депресија, анксиозност и 3 живееме, ама не живееме, вегетираме просечно, живееме, се случува нешто, ама ништо посебно, а постојано во себе си имаме некои негативни мисли, стравови и така натаму. Значи тоа се некои главни страни на нашата психа, која што може да не вовлече во еден црн шаблон. Значи кога ние го негуваме тоа во себе,
Значи, кога имаме самоубиствени мисли, кога даваме отпор на животот, судбината, без разлика каква и да е, ние даваме отпор кон душата. Душата одбрала тие искуства да ги добие. Ако ние се влегуваме, мене ми е животот хаос, катастрофа, го добив ова и ова искуство, сакам да се самоубијам. Повторно ние на ниво да душа се оддалечуваме од душата. Значи ние правиме, како буквално јас сега на вас да ви кажам, ти си глуп, ти си кретен, ти си најглупавото суштество што постои, ти си за нигде. Значи, одма таа енергија што ја праќам со овие зборови, кај вас отпор се создава. На ист начин ние даваме отпор кон нашата душа, односно, бидејќи нашата душа е дел од Бога, тоа не го кажав на почетокот, значи ние сме дел од Бога. Бога, буквално како тој пример го давам, значи, како да е буквално една дланка со прсти и секоја душа на земјата е негово проложение, негов експеримент, можеме така го кажеме. Ако е тоа така, значи ние сме дел од Бога. Ако ние сакаме да се убиеме себе, да ја умртвиме нашата душа или да ја кажуваме секакви негативни лоши зборови, тогаш ние се оддалечуваме од Бога, се оддалечуваме од нашата душа. Нормално, природно. Понатаму се оддалечуваме од Бога кога не ја развиваме нашата личност. Значи ние стагнираме на едно ниво, можеби работиме дури за материјалисти кои што се алчни и сме помеѓу луѓе кои што се алчни или просечни или се живее само заради пари, тогаш ние автоматски се оддалечуваме од Бога, бидејќи реално парите се потребни, ама не може да ти го донесат мирот, благосостојбата, духовниот, божествениот мир. Ако ние одиме кон тој начин на живење, ние се оддалечуваме од душата, се оддалечуваме од Бога. Понатаму се оддалечуваме од Бога кога земаме наркотички средства или дрога, значи цигари, дрога, алкохол. Кога се оддаваме, значи ние нешто внесуваме што ни го уништува физичкото здравје, значи ни уништува бели дробови, ни уништува ментално здравје, психа, клетки внатре, значи она што Бог ни го дал со нашето здраво тело, ние го уништуваме. Ние се оддалечуваме автоматски од душата, се оддалечуваме од Бога. И невозможно е да имаме среќен живот и исполнет живот. Понатаму, исто така, она што многу луѓе не го знаат е кога ние нашиот живот буквално тоа често се случува кај луѓе луѓе индивидуи кои што раскинале или нешто се случило со партнерот и сега гледаат онлайн астролози, гатачи, гледачи на тарот карти и така натаму, луѓе кои што на некој начин им создаваат потсвесна надеж или насоки или нешто и фактички они целата енергија вложуваат во што? Во некој кој што ги повредил, некој кој што не е тука присутен во животот, значи не вреди да биде во вашиот живот, а вие упорно го гледате и имате некаква надеж. И вие на тој начин вашиот живот го ставате во рацете на некој кој што ви гледа, значи колективна енергија, а вие со надеж дека тоа е за вас индивидуално, без разлика дали е тоа или кога гледаме, читаме постојано натална карта. Или астролози. Значи се е тоа во ред еднаш да се направи, да се искуси, меѓутоа кога го правиме постојано, ние на некој начин не веруваме во Бога. Бога е тој кој што ни го води животот. Ако ние веруваме во човек кој што чита нешто, ние не веруваме во Бога. Значи ние не го препуштаме животот на Бога, туку ние го препуштаме на ограничен човечки фактор кој што реално нема капацитет да ги гледа нашиот живот и нештата и на астрално ниво ситуациите, онака како што ги гледа Бог. И од моје лично искуство сум увидела дека понекогаш и звездите и она што го прават како негативно искуство во нашиот живот се со една цел, низ тие искуства ние да ја подигнеме свеста и развојот на душата. Не се тие негативни аспекти кои што нас се тука да не бутнат, да едноставно имаме неуспех или некакви трогателни судбински текови. Значи звездите, Бог, планетарниот систем, космосот е тука на секоја човечка душа да ја го поттикне животниот пат за да се воздигне, да стане подобро човечко суштество. Подобро човечко суштество од аспект на духовно чистење, од аспект на развој на таленти, на храброст, на волја, на карактер, на многу аспекти.
Значи, ако ние се стремиме кон тоа некој човек нас да ни го предвиди животот, ние сме го сгрешиле патот. Оној што најдобро не мисли, најдобро за нашата иднина, тоа е Бог. И затоа треба да се стремиме кон божествената сила, кон тоа молитви да правиме, значи да побараме знаци, да му кажеме на Бог едноставно: Бог, те молам, Господе, насочи ми го животот, дај ми знак, направи нешто, промена во мојот живот, однеси ме кон тоа и тоа место. Еве, работам, се трудам, се стремам, значи развивам таленти, одведи ме кон нешто што знам дека ќе бидам вистински среќна и исполнета во правец во кој што ќе знам дека ќе имам некаков позитивен бенефит и исход од овој мој живот. И за крај, се оддалечуваме од Бога, кога, тоа и претходно го напоменав, меѓутоа еве малку подетално ќе објаснам, кога ние наместо да си готвиме дома храна, да си правиме нешто со своја љубов, со својата енергија, со својата животна енергија да создадеме нешто, храна која што ќе ни облагороди, која што сме ја дале, знаеме со што ја правиме, знаеме што ставаме во неја, знаеме со каква енергија ја правиме, ние на тој начин се полниме со животна прана, со божествена сила. Кога ние одиме во ресторани и кога трошиме пари на храна која што е преработена, умртвена или кој знае колку време стои во фрижидер или замрзнувач, или не знаеме која прави во кујна. Замислете, еве ќе ви дадам еден пример. Некоја жена има токсичен брак дома. Има 3 деца, мажот ја малтретира, едва и преживуваат, тој не работи, она оди работи во кујна, во некоја можеби кафана, и оди во таа кафана со многу несреќа во себе, со тага, децата нема кој да им ги храни, мора да работи. И замислете, таа жена не е реално исполнета, среќна, со високи убави вибрации. И замислете, ние сме творци. Кога таа жена ја прави нашата храна, ние ги примаме нејзините вибрации. И ќе ни ја донесат таа храна, ние ќе изедеме. Сите тие вибрации ги внесуваме во нас. Што сакам да кажам? Сакам да кажам дека треба да внимаваме. Значи, треба да внимавате што правите во вашиот живот, што внесувате. На тој начин исто се оддалечуваме ние од Бога. Кога внесуваме негативни или мртви или месо, мртви животни, значи некој го заклал тоа животинче, таа болка ја внесуваме ние самите во себе, бидејќи се енергија, иако ние сме материја, вие знаете сами од себе дека иако сме материја и физичко тело, ние сме реална енергија. Тоа да излезете надвор на улица и да позборувате со некој рандом човек, ќе почувствувате одма размена на енергија со тој човек. Што значи се оддалечуваме од Бога кога она што е наша должност во денот и одговорност го ставаме во рацете на другиот. А примаме вибрации кои што не знаеме какви се, а може би се од зло, од негативна енергија, од тага, од несреќа и така натаму. И она што стално го давам, тука спаѓаат и сите оние материјални производи, креми, шампони, лосиони, капки, масла, значи млека за тела, брендирана облека, значи ланчиња, аксесуари, скапи парчиња облека, што и да е, се што е создадено, кое што е со цел за материјално да се направат пари, тоа има жик на проклетство. Тоа има жик на материјализам. Значи, не го гледам другиот како брат, го гледам како нешто што сакам да му ги земам само за мене да имам пари, значи затоа се тие скапи нешта. Или денеска еве стално гледам и ми излегуваат на реклами. Наводно некои измислени креми, апчиња, значи додатоци во исхрана кои што на некој начин тебе ќе ти ја смират депресијата и анксиозноста или не знам ситуацијата во која што се наоѓаш, или ќе те излечат од некаква си болест, а реално сето тоа е само последица на погрешниот начин на живот. И кога ние ги внесуваме тие нешта, ние се оддалечуваме од себе, од Бога, бидејќи ние сме реално создадени здрави, ние сме создадени да бидеме
конектирани со Бог, со Божественото, духовно да бидеме чисти, морално, етично, воздигнати и во организмот да бидеме здрави, значи да имаме баланс во телото и не ни се потребни додатоци. И кога ние таа животна енергија користиме нашиот ден да го благородиме со наши способности, наша работа, наша храна, наша приготвена салата, намирници, кога тоа ќе го споделиме со партнер, со дечиња, во мир, во природа, ние имаме здрав начин на живење, бре луѓе. Не ни се потребни тогаш никакви додатоци кои што ќе ни ја поправат состојбата. Нема да имаме никаква состојба. Ќе имаме здрав начин на живот. Па на крај крајава, ако тоа е решение и да се оцелиме од големите градови, не ви се потребни, искрено, јас и на моја лична кожа сум сватила, џабе ни си дипломите. Залудни ни се, ако сме несрекни. Значи, на крај подобро е да се отиде на некое рурално место и да си создадеш нешто од свој раце, кај што нема да зависиш нити од друг, ќе зависи се од тебе, ќе сватиш дека едноставно навистина реално подобро животот да го воздигнеш неформално, индивидуално, изолирано, со неколку одбрани луѓе, отколку да влезеш во системот кој што ќе те сруши дополнително. Ви благодарам многу. Се надевам дека овој филозофски тек на мисли не беше досаден и напорен. Верувам дека се освестивте за многу нешта. Тоа беше мојата цел. И се надевам дека за овие теми ќе подразмислите убаво, бидејќи еден е животот. Мислам, во оваа материјална форма е еден. Ако вие сега не направите нешто од него, што правите тогаш? Ќе се инкарнирате во следниот живот на исто ниво на кај што сте дошле. Не го правете тоа. Дајте, воздигнете се. Не го гледате системот, општеството, ништо не гледате. Гледате само вие, вака. Хуп, како јас да излезам од ова на прав пат. А како кога не сте сами, значи вие имате Божјо водство. Јас сум личен сведок на тоа и многу луѓе се сведоци на тоа. Значи Бог постои, Бог е тука, Бог ве сака, само вие треба да создадете на многу дебела конекција со Бога. И останатото препуштате го на Него и се ќе ви се нареди во вистински момент. И јас ви благодарам, а ние се гледаме во следното видео. Tako da čim čovjek osjeti prisustvo, Božije prisustvo, znači osjeća se da više nije usamljen, njemu odmah lakše. I on zna, nema problema. Meni je za leđe moj veliki burazir, koji me štiti od svake bande, od svakog mangupa na ulici. I ti ideš slobodno kroz svoj kraj.